За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите мисиркин гулаш со кнедли. Ситно ги сечкаме главиците кромит. На пиперките им ги отстрануваме рачките и семките. Потоа ги сечкаме на коцки. И земичките ги сечкаме на коцки. Чешнињата лук ситно ги сечкаме. Потоа ги сечкаме на коцки мисиркините гради. Во тенџере на оган со зовриена вода ја ставаме коцката да се свари супа. Во друго тенџере на оган со загреан путер ги пржиме парчињата месо. Испрженото месо го вадиме од тенџерето. Во истото тенџере пржиме 2/3 од исечканиот кромид. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме исечканиот лук, доматниот сос и црвениот пипер. Промешуваме. Во тенџерето ја налеваме супата. Во тенџерето ги додаваме парчињата месо и шеќерот. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Промешуваме. Тенџерето го покриваме со капак. Оставаме гулашот да се вари 30 на минути. Во друго тенџере на оган го налеваме млекото. Во тава на оган со загреан путер го пржиме преостанатиот кромид. Тавата со испржениот кромид ја тргаме од оган. Содржината од тавата ја додаваме во садот со парчињата земички. Загреаното млеко пак го додаваме во садот со земичките. Едно по едно ги кршиме јајцата и ги додаваме во садот. Посолуваме. Ги додаваме лебните трошки. Мешаме со лажицата дека смесата се соедини. Зовриената вода во друго тенџере на оган ја посолуваме. Со намрсена лажица земаме од смесата од длабокиот сад и ги спуштаме кнедлите во зовриената вода во тенџерето. Ги вариме кнедлите 20 минути. Во тенџерето со гулашот ги додаваме парчињата пиперки. Сварените кнедли ги вадиме од тенџерето и ги ставаме на чинија. Тенџерето со гулашот го тргаме од оган. Ги сервираме кнедлите во чорбалак. Со црпалка вадиме од гулашот и ставаме врз кнедлите. Украсуваме со еден шери домат, гранче француски мактонос и гранче копар. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 70 минути.